80 години од раѓањето и 60 години од творештвото беше главното мото под кое организаторот реши во рамките на Кавадаречката културна есен да му посвети должно внимание на еден од највозрастните наши уметници, ликовниот уметник Петар Наневски, кој воедно е и поет. Во галеријата на Домот на културата во Кавадарци се собраа љубителите на неговата уметност и на неговата поезија за да присуствуваат на ова несекојдневно случување. Се одржа промоција на книгата Златните усти на зборот на овој познат кавадаречки, но и македонски поет и сликар. Во исто време во галеријата беше отворена и негова ретроспективна ликовна изложба. Целиот овој настан, како што рековме, е по повод јубилејот, 80 години од животот и 60 години од творештвото на Наневски. Петар Наневски, писател, поет, сликар, есеист, афорист, роден во Ваташа 1936, завршил средно уметничко училиште и педагошка академија сликарски оддел во Скопје во класите на Личеновски, Лазевски и Коджоман. Отворил 54 изложби, живе и твори во Ваташа. Ги објавил следните поетски книги: Починка и врвици, Срп и нежност, Причина и спокој, Галии низ зумбулите, Сончевата споредба, Сликар меѓу идзуници, Полноќ на Ваташа, Грчот на Лаокон, Фрлач на дискови, Така прорече Мороз, Грленки од фенерот на Диоген и избор хетери, музи и мајстори, талози и часовници, вечерни актови, резултати, тоа се афоризми или како што тој милува да ги каже, а и луѓето кои што ги читаат афоперизми, и се разбира последната негова низ престрелките на мор. Неговиот опус може да се каже дека е истражување. Вечно истражување. Почнувајќи од неговите почетоци, преку неколкуте пейзажи кои што можеме да ги видиме овде, може да кажеме дека во еден импресионистички налет, еден израз кој што бил во негово време, навистина нешто кој што бил присутен на овие простори, преку цртежите, каде што имаме едно истражување кое што е присутно из целото негово творештво, потоа обидот во успешниот обид во портретот, каде што на еден суптилен и свој начин на изразување се обидел да не биде важен само портретот, него да биде важна бојата пред се. Имаме еден дел на негово творештво, каде што на еден фигуративен начин се обидува да твори, да истражува и кога сума сумаром ќе се собере целото, мора да се согласи да спомене, навистина уште еднаш ќе потенцирам едно вриење, едно гродло, каде што уметноста е присутна. Тој е еден од ретките кои што живее за ликовната уметност, еден од ретките каде што сликарството, значи нема да зборувам за поезијата, затоа што е непознато за мене, а во сликарството е нешто кое што навистина заслужува внимание. Да ви кажам дека ако во модерната македонска уметност зборуваме за основоположници, за Личеновски, за Мартиновски, за Коджоман, кои што некои од нив били негови професори, тогаш како Кавадарци е колевка на ликовната уметност и од Кавадарци произлегле добрите уметници Чемерски, Ана Темкова, Шемов, Перо Мазев. Тогаш за Кавадарци и за една тројка или една четворка од ликовни уметници кои што после војната се обиделе да кавадаречката модерна уметност ја стават на едно ниво, каде што бил Јово Ромбо, Ружица Јосифова, Петар Нанев, Никола Беснарков. Значи, зборуваме за човек кој што е ученик на основоположниците на македонската ликовна уметност и
Зборуваме за човек кој што покрај ликовната уметност во него се собрани повеќето уметности. Значи, поезијата, ликовната уметност, глумата, новинарството, дури и работењето во Радио Кавадарци, работењето во театарот во Домот на културата. Значи се почетоци кои што се врзани со името на Перо Нанев или Петар Наневски. Прашајте го перото како пишува. Јас не знам. На мнозина дипломите им служат како лепези за ладење. Бога ми, требаше да мислиш и на вакви бремења, му вели шутот на царот. Дури и кога многу знаеш, провери колку си полош од другите. Во незините очи се удавели пейзажи и ниви. Небото, и тоа по синето саме е. Полето се ракува со месечината. Полеано изгледа зеленото. Долу под сливата го слеа лечина, песничето убави жени во сеното. Кога се радуваат возовите за нивното заминување, дали се радувате или тагувате, жедни патници за пат? Поезијата на Петар Наневски бара понатаму аналитичко пристапување кон позициите и енергиите на двајцата исчекорувачи во просториите на мечтата и на убавото. И ова можеби не би било толку интересно, толку значајно во промислувањето на оваа поезија, ако не мислам дека по овој принцип и настанува добар дел од неа. Ако не мислам дека една ваква елементарна откатка или барем насока на откатнување води најмалку кон еден правец на толкување и разбирање на овој поет. Кај Наневски имено и во оваа книга се позабележливи мотивите на антиката кои натаму зрачат и инспирираат во својата трајна убавина. Тоа се мотиви што представуваат константна инспирација и за ликовите и за литературните творци. Тоа се оние мотиви кои повеќе страно и мултимедијално се варираат и креативно се пресоздаваат и надградуваат, зависно од индивидуалната творечка моќ и насоченост кон авторите. Така, се од неговите кипови оценки, од почетокот на книгата па до неговиот истурен гердан, некаде кон низиниот крај, песните на Наневски се полни со множество митолошки, библиски и други ликови, појави и слики, како Каин или Елена Тројанска, како Орфеј и Дедал, како Ерос со голема и со мала почетна буква. Че им кажеш на кавадарчани дека околу нив се движи жива легенда. Мен ме збрка малку тоа. А ова многу нешто ако кажува, веројатно кажува дека и тоа што го правам и према она негова рецензија што има напишано се во нај-нај и во оваа книга се е во нај-нај, без порачки, без мито, корупција и така натаму, него чисто луѓето сами ги пишуваат, бидејќи јас сум претежно во Ваташа, тие се претежно во Скопје. Меѓутоа, еве и текстот што го читавте, што го чувте сега од самата книга, тој дечко човек, професор, нека му е лесно земете, веќе покоен, а млад почина, ги читал во современост песните и му рекол на Ефтим Манев, главен уредник беше тогаш во современост, и му рекол, ово дете, јас ќе пишувам за него и ќе го фрлам во небеса. Поезијата и уметноста се живот. Уметноста е прво за секој творец поревот, а после е сето што се случува во куќите. Значи, првата љубов е таа, втората љубов е жената. Додека тоа уметникот не го свати, овде има и доста такви,
А жената немаше да се люти, мора да приме Ивана, да го свати таа вистина. Бидејќи нема поголема љубов од уметност. Ако сакаш да бидеш творец, ако се чувствуваш творец. Меѓутоа, таа, би рекол, топлина што може да ја пружи самата уметност и со топлината на нежноста на зборот е највисокиот Еверест низ кој што се движи духот.